Со Богородица стоиме под крстот. Влегувањето во Ерусалим. А мнозина од народот ги постилаа по патот до блеките свој, други пак сечеа гранки од дрвјата ги постилаа по патот. А народот што врвеше пред него и по него викаше велејќи: Осана на синот Давидов, благословен е кој иде во името Господово, осана на висините. Колку беше прекрасен тој поздрав, само една недела порано кога Исус влезе во Ерусалим. Беше пречекан со многу радост и голема восхит. Осана, извикуваа додека постилаа гранки од палми пред него. Кон него се однесуваа како цар. Но сега нашата блажена мајка гледаше како нејзиниот син, царот над сите цареви, се искачи на својот славен престол, за да ја сподели својата благодат и милосрдие врз светот. Тоа не беше земно царување, беше многу поголемо. Тоа е царство со таква духовна моќ и авторитет, што ја замени целата земна сила. Тоа е царство кое дава спасение од престолот на крстот. Контрастот помеѓу цветници и Велики Петок беше запрепастувачки. Многумина останаа во недоумица. Беа разочарани кога видоа како односот кон Исус се менува од славно добре дојде во Ерусалим до носење крст, и тоа во истиот град за само неколку дена подоцна. Но нашата блажена мајка и самиот наш Господ ги гледаа работите поинаку. Нивната болка беше измешана со најголема радост и мир при воздигањето на неговиот престол. И двајцата знаеа дека Исус ќе биде возвишен за секогаш и дека ехото од Осана ќе одекнува за секогаш во небо. Исусовата земна смрт ги обедини небото и земјата. Неговиот крст стана постојан мост што ги поврзува низ целиот простор и време. Бог Отецот со сите негови деца на земјата. Иако смртта на Исус беше болна, на тажното срце на нашата блажена мајка и донесе многу утеха кога постојано извикуваше во тивко обожавање на својот син. Додека гледаше во него, нејзиното безгрешно срце постојано навестуваше: Сине мој, ти си царот на сите. Осана на тебе, драг сине. Осана на тебе, Господи мој, сине мој и цару мој. Осана во висините. Размислете денес оваа величествена пофална песна Осана во висините. Изговарајте ја оваа песна додека гледате со нашата блажена мајка на распетието. Гледајте го распетието како престол на благодатта. Гледајте го Исус како цар на сите цареви. Гледајте со вера и љубов и погледни под превезот на крвта и раните. Видете го царот и дајте му вечна слава. Моја драга мајко, твојот поглед со љубов кон твојот син погледна подалеку од земните страдања што тој ги претрпе и ја виде славата на тој свет момент. Виде каква беше неговата жртва. Тоа беше најголемиот чин на милосрдие некогаш познат. Драга моја мајко, како што го гледаше својот нежен син со многу љубов, така повикај ме и мене во тој поглед. Помогни ми да ја видам славата на крстот во секој крст што ќе го поднесувам.
Pomogni mi da ги соединам сите страдања со крстот на Твојот Син и постојано да воскликнувам со Тебе Осана, Осана во висините. Мој Господи кој страдаш, Ти си големиот цар на се. Излеја врз мене и врз целиот свет Твојата изобилна благодат добиена со Твојот крст. Исполни го моето срце со надеж и вера додека гледам во Тебе. Приближи ме до Твојот престол, сега и за секогаш. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.